Минатата сезона поради откажувањето на БСО Добридол од надпреварување откако тимот испадна од прва лига, имаше можност сите шампиони во трета лига да влезат во втора лига, како што е случајот со Големо Коњари кој што беше шампион на третата македонска фудбалска лига Југ, Преспа кој што беше шампион во трета лига Југозапад, Тетекс во трета лига Запад, Шкенди Рачинов во трета лига Север и Слога Виница кој што беше шампион во третата македонска фудбалска лига Исток. Но на дело се види дека овие екипи тешко можат да стигнат до опстанокот во втората лига. Па три од овие пет екипи веќе се испаднати експресно во трета лига како Големо Коњари, Слога Виници и Преспа, а пак Тетекс игра бараш за опстанок, само Шкенди Рачинов покажа раст и се бори за влез и во прва лига. Токму таа причина има поделено мислење во јавноста дали треба да се овозможи директен влез на шампионите од трета во втора лига наместо да има бараш. Кратењето на првата лига од 12 на 10 екипи, како и кратењето на втората лига од 16 на 14 екипи, а потоа и на 12 екипи е со цел да се донесе квалитет. Многу често во пракса се покажувало не само оваа сезона, туку и во минатите сезони дека ретко кои третолигаш имале сериозен напредок, избореле опстанок или пак влегле дури во прва лига, како што беше Беса, Арсими, Башкими, Воска Спорт, но и многу други екипи кои до пред неколку години беа дел од трета лига. Останатите екипи најчесто поради немање на финанси и добра спортска инфраструктура испаѓале експресно, а потоа ги немало на фудбалската карта на Македонија, како што беше лани Вардарскиот Богденци кој експресно испадна од втора во трета лига и не пријави учество за надпреварување во трета лига Исток, како што беше и Братство Житоше кој потоа во целост гасна, па сега се активираше во општинската лига во Прилеп, или пак тимот на Локомотивот Градско кој сега игра во општинската фудбалска лига на Велес. Најголем дел кај овие екипи се проблем финансиите, а тоа е пресудно за да се стигне до стабилизација откако ќе се обезбеди влез во втора лига. Останува да видиме што ќе донесе следната сезона, колку третолигаши ќе обезбедат влез во втора лига и како ќе се справат со тој предизвик, да го обезбедат опстанокот или пак можеби со конкретен план да направат нешто повеќе од опстанок.